deca dobri, radosni, pagjat od nebo visoko. Po jezera, reki, izvori, igrat igri veseli, za detski oči golemi. Taki lazni, topli, prozirni, pagjat silni, doždovi, trava, bari golemi. Volazni zimski predeli, pagjat beli snegulki, trkalac nežni u lavini. Svet postoji od nekoj zakoni za nas, a za azbuka, p za priroda. Oblaci razigrani, trava, čuda golemi. Po zemlji razni dalečni, nosa detski koraki, mislete na priroda ta. Sve to postoji od nekoj zakoni za nas, a za azbuka i p za priroda. Ова е трета година како што се дружиме со азбука на природата. Научивме голем број географски поими. Вилиш научивме, а знаеш ли што се тоа меандри? Здраво! Може би очекувавте повторно да го видите професорот Илија Милчин, но во оваа година со новите поими ќе ве водам јас. Се надевам ќе бидам исто така успешен, но да не должиме, да почнеме. Денес ќе зборуваме за меандрите. Меандрите се завои или свиоци кои една река ги гради по должината на својот речен тек. Тие представуваат динамични појави кои најчесто се јавуваат на рамничарски терени. И тоа под дната на котлините, под дната на полињата, по долните теченија на реките, потоа на местата каде што падот е многу мал, а речната вода има забавено движење. А посебно ако речните корида се всечени во глина, песоци и други видови седименти кои се слабо отпорни на процесот на денудација и странична ерозија. Ова за меандри мора да е многу интересно. Со азбука на природата географските поими полесно се учат. Опште познато е дека матицата на речното корито не се наоѓа во неговата средина. Туку таа наизменично се менува, удирајќи час во едниот, час во другиот брег, предизвикувајќи при тоа странично поместување на речното корито. Но за подобро изучување на меандрите, треба да се знае и нивниот историски развој, кој е поделен во три основни стадиума. Соталожење на речен нанос, ограничено меандрирање, тоа се помали кривини на речното корито, слободно меандрирање, меандрирање по рамничарските делови од речниот тек.
Секоја река, било каде и да е, Сама го наоѓа патот. Првиот стадиум во формирањето на меандрите настанува со заложење на речниот нанос долж едниот брег, а потоа долж другиот речен брег. Ваквото таложење на речниот нанос се нарекува странично или надолжно. А тоа се однесува за повеќе прави или приближно прави делници на речното корито. а што се случува со наносите? Мене најде да ме прашаш? Овој речен нанос во одреден временски период се одвојува од речниот брег и тоа под прилично остар агол, движејќи се кон средината на речното корито. И тоа толку повеќе доколку водостојот на реката е понизок, а притисокот помал. На тој начин, водата во релативно право речно корито започнува да тече и удира час во едниот, час во другиот речен брег. А што би се случило помеѓу два наноса? Тоа е лесно. Водата и понатаму ќе си тече. Точно. Водата и понатаму ќе тече помеѓу двата соседни наноси, но тогаш се јавува така наречената подводна греда, која во одреден временски период нив ги спојува, формирајќи при тоа доста плитки места. Еве, тоа е тоа. Колку тажно. Реката се деформира. Точно. Деформации има, но во овој стадиум не се така силно изразени на речните брегови. А деформациите на самото речно корито се сведуваат на низводно поместување на наносите, односно гредите, и тоа за време на високи водостои или големи води. Мартине, колку што разбрав за првиот стадиум, најважно е таложењето на речниот нанос. Каде ќе ти виде крајот ако продолжиш вака? За разлика од првиот стадиум, вториот стадиум во формирањето на меандрите се нарекува ограничено меандрирање. Во овој стадиум се јавуваат помали кривини на речното корито. Геометриската оска на коритото добива форма во вид на синусоида, а аголот на извивањето на слиоците обично е помал од 120 степени. И вториот стадиум не е толку тежок да се запамети. Да, во него се јавуваат помали кривини на реките. Во вториот стадиум, во формирањето на меандрите, треба да се знае и тоа дека појасот, широчината на појасот на меандрирање е 2 до 4 пати поголем од широчината на речното корито. Азбуката на природата.
Е многу интересна и треба секој да ја знае. А сега да кажеме збор 2 за третиот стадиум, кој се нарекува слободно меандрирање. Тоа се сведува на единствено корито кое изразито меандрира по рамничарските делови од речниот тек. Па така, аголот на свиоците неретко е поголем од 250 степени. Мартине, значи третиот стадиум најчесто се јавува Во рамнишарски терени. Во почетокот на третиот стадиум, кога аголот на свиоците не е поголем од 120 степени, тогаш меандрите се поместуваат низводно. Па така во исто време ги рушат речните брегови и го менуваат аголот на извивањето кој постојано се менува. Развојот на свиоците завршува со приближување на бреговите и со стеснување на брегот на меандрите се до нивно разрушување. Значи реките меандрираат само По рамничарските терени. Не! Реките меандрираат и на ридско-планинските терени и тоа на повеќе места, така наречени вклештени меандри. Тие се јавуваат како последица на слободното меандрирање, кое пак се јавува како последица на спуштање на долната ерозиона база на водотекот. азбука на природата. Е многу интересна. Ја гледате околинава околу мене и сигурно си претпоставувате за што денеска ќе зборуваме. А и Сашка и Мартин пред малку спомна еден географски поим за кој досега на вистина не сме кажале ништо. Па ред е да кажеме, односно да го обработиме. Денеска ќе зборуваме за водопадите. Под поимот водопади се подразбира карпести вертикални отсеци кои се јавуваат под дната на речните корита, преку кои водата се спушта или сурнува од речното корито. Саше, бараше, гледај и слушај внимателно. И да знаеш, не е на одмет да знаеш повеќе. Според генетската класификација се издвојуваат 3 типа на водопади. И тоа тектонски, ерозивни и акумулативни. Како да знаеш се за водопади. Така ми изгледа. Не, и јас како тебе се надевам да поднаучам нешто сега. Тектонските водопади се јавуваат на отсеци од раседно потекло. Па така нивната висина зависи од раседниот скок. Доколку раседниот скок е повисок, тоа е, еве овде можеме да се увериме од оваа карпа овде, повисок, дотолку водопадот е поголем. И обратно, доколку раседниот скок е понизок, тоа е овде, водопадот е помал. До сега се ми е јасно. А што е тоа раседен скок? По се изгледа водата скока.
Раседниот скок се јавува за време на тектонските пореметувања на слоевите, при нивно спуштање и издигнување. Значи, растојанието помеѓу слоевите се нарекува раседен скок. Колку што гледам овде водата не скока, а ми паѓа. Не ме фаќа за збор. Височината на водопадите, како што реков, зависи од раседниот скок. Па така, најголем водопад од тектонско потекло во светот е Енџеловиот водопад на реката Чурон во Венецуела, чија височина, верувале или не, изнесува 1054 метри. Илјада 54 метри. Капките мора да користат подобро. Ерозивните водопади настануваат како последица од дејството на речната ерозија, со поткопување на помеките карпески маси кои се наоѓаат на дното, преку кои лежат подцврсти карпески маси кои се наоѓаат на горниот дел од речното корито. Како беше у нас по водата? Тиха вода брег рони. Со селективната ерозија, значително побрзо доаѓа до еродирање на помеките карпески маси, при што се создава карпест, ерозивен вертикален одсек во речното корито и до појава на водопад. Народот не случајно рекол тиха вода брег рони. Независно како настанале, водопадите се секогаш убави и привлечни. Ерозивен водопад е и Нијагариниот водопад, кој се наоѓа на границата помеѓу САД и Канада, со височина од 51 метар. Други вакви типови на водопади има и во Бразил, во Аргентина, во Замбија, со височина дури и до 120 метри. Азбука на природата. Треба секој да знае. Ерозивните водопади често пати се јавуваат на места каде што се јавува главна и споредна ледничка долина. Со преизглабување на главната долина под дејство на некогашната ледничка ерозија, при вливот на споредната се јавува вертикален одсек преку кој речната вода се спушта. Леднички ерози, леднички езера. Има и водопади создадени од ледници. Акумулативните водопади настануваат во терени изградени од карбонатни карпи, каде што во речните корита се јавува голема акумулација на бигор. Со таложење на бигорот околу растенијата се создава бигорна пречка во речното корито, преку која речната вода паѓа во вид на бигорен водопад. Ваков вид бигорни водопади најчесто се јавуваат во коритата на карстните реки. Мартине, не слушнав. Зарем во Македонија нема ни еден водопад? Сашке, во Македонија нема што нема. На територијата на Македонија водопадите се слабо проучени, иако нив ги има во доста голем број.
Тие најчесто се јавуваат под дната на коритата на планинските реки и тоа на сливот на реката Радика, меѓу кои најзначаен и најголем е водопадот на Длабока река со височина од 138 метри. Гледаш? Ти кажав, нема што нема во Македонија. Јас само те прашав. Исто така, бројни водопади се јавуваат и на северните планински страни на Беласица, меѓу кои најпознати, најзначајни се Смоларскиот водопад, каде што се наоѓаме, Колешинскиот водопад, водопадот во село Мокриево и на многу други места. Но запомнете, сите спомнати водопади во Македонија се прилично атрактивни и привлечни за посетителите. Со азбука на природата? Нема нешто од областа на ѓеографијата да не научите.